Така да, искрено презадоволен сум од вчерашната епизода. Имаме следните работи. Така да, еве ви еден таймлепс и уживајте во влогов и во магијата што ја носи влогот. 10 гига материјал за то, така да ќе ми фати негде сат-два за монтирање, да видам што има како имате, сака Добро утро, луѓе, и добре дојавте во интерактивен влогмас. Денеска се нема да станам. Искрено денеска ми се спиет многу. Не знам како ќе функционира, ама сега има факс и после тоа се гледаме. The attic door is open wide, the sound of pine and dust inside. We're pulling out a fragile glass, the memories. Завршив се часови, се одам на кафе. Да, малце. И после кафето имаме доста врски денеска. Така да. One time we all agree to gather around a family tree. Oh, eat the same old bags of tinsel, the same familiar cheer. The house is low. Луѓе, завршивме со кафето. И сега ќе ојме в соба да се облечиме малце потопло, зашто малце ми студит. И после дојчуваме да земеме нешто за каснување. Ти пак ми се јадет. И ќе ојме да ги работиме работјето за денеска. Луѓе, го едитнав сега, го завршив видеото што требаше да излезе вчера, што го направивме за Соколевски Д, што веќе го гледавте, за на Инстаграм. И сега ќе ојме да го едитираме влогмасот од вчера, така да ќе поставиме камерава некако да гледате кај што едитира. Имат околу 10 гига материјал за то, така да ќе ми фати негде сат-два за монтирање, да видам што има како имат и сака некој друг стил на едит да имат секој влог. Така да сега да го објава то видео и ќе ојме на следно. Да го изедитираме влогмасов, тука ќе ви пушта еден таймлепс и реално 99% од деноите на еден млад предприемач изгледаат вака, поготово од овде, така да иначе ви благодарам на поддршката на влоговите. Искрено ќе објава на Инстаграм и на Фейсбук и на TikTok не толку годинава, лани на TikTok пукаше, сега на Instagram пукат влогмасов. Така да фала ви на поддршката таму, а исто така и фала ви на YouTube на поддршката. Гледајте ги влоговите, зашто во секој влог ќе добиете по нешто. Така да ојме сега да го аплодна ова и да ви го пушта таймлепсот. Ја уште едитира влогмасот, 2 и нешто е садот, 2:14. До сега има негде околу пола сат
Така да, ја мислам дека ќе го стигнеме муџа со контент секој ден, зашто имаме толку многу опврски и покажуваме многу работи во влогов, така да мислам ќе биде јако, интересно. Така да, ќе биде јако. Има доста контент и баш среќен сум што има доста така контент кој може да го шерна и да изедитира. Има не су ни допола стигнат, мисла при крај су, ама имат доста работи, например на почеток треба да направи некоја најавна шпица, онака што се дешава низ влогов и сите тие работи. Така да, искрено презадоволен сум од вчерашната епизода, како испадна и колку многу контент се направи. Така да сега да го доедитира ова и се гледаме попосле. Абе луѓе, 35 минути е новиот влог, така да сега ќе биде плюс, ама сега ќе еднаш да се експортират за да бидат во еден пис и после тоа ќе направи некој тизерче на почеток и ќе го клајме интрото од влогмасот и ќе пишеме онака day 2 таква работа, зашто овде вака не ми е тоа, мисла све е супер, само не може многу долго видеови и ми подкочуваат малце лаптопов, не сака толку да го мача, зашто олку долго видео одамна нема едитирано и ако прави некои специјални ефекти, ако додава такви работи, ќе биде малце зафркнато, ќе кочи многу и ќе изгуба повеќе време, имаме доста работи за завршување денеска, така да сега ќе го експортираме влогмасов, вака во еден пис и кога ќе во еден пис после е многу полесно за другите ефекти, color grading. Не дека ќе реда многу color grading, малце може да ќе дадете разликата, зашто сепак варират од телефон и со предна камера, имат некои си noise и онака, например, кога ќе направи вака, варират white балансов, варијабилен е, може да тоа треба да го фиксна да не е варијабилен, ама ќе видиме. Сега нека се рендернит, таман малце ќе одмориме, ќе седниме, ќе направиме едно чајче и тоа ќе биде тоа. После ојме на доправање на влогов, на шорт тизер и такви работи. Луѓе, си направив еден чај, сега малце да ги одмора очите од екрани, 1 сат имат експорт, ќе почитаме малце 48 Laws of Power и после тоа може да ќе пушта една епизода, ама мисля дека ќе завршите за брзо, за 1 сат, не знам дали ќе има време и одма се префрламе да го довршиме влогот, да го објавиме, да направиме тамнел за него и да ги даваме на следните работи. Така да еве ви еден таймлепс и уживајте во влогов и во магијата што е носит влогмасов. И бидете добри и следете ги сонништата и не дозволувајте никој да ве спречи во вашите сонништа. Затоа и ја читаме 48 Laws of Power. Сега вака, значи влогмасот број 2 се аплодират во моментов, друго што имаме, направив тамнел и тие работи. Сега малце ќе се тргнеме од едитирање и ќе треба да го завршиме проектот, таа мобилната апликација што ви реков, така да ќе мора да го завршиме тоа, да видиме на кај сне, што сне, искрено не ми се кодира во моментов,
малце ќе излеза на чист воздух на тераса и ќе се вратиме и ќе почнеме да кодираме апликацијата. Бар да стигнем до UI што ќе ми се свиѓат, дизајн и такви работи. Бекендот уште не е добар, не е дојден на ред. Има идеја на некоја апликација како онака да презентираш некој начин, некоја солуција за бизнис и да ти помогне апликацијава за тоа, поврзана со APIs да видит од ChatGPT, кај што ќе мојот и ChatGPT бот поточно, кој ќе биде супер трениран на real data и на такви работи, како треба правилно да се постави оферот за некој да го купит или пак може да употреба еден од нашите чат-ботови што ги имаме направено based on ChatGPT за правење скрипти. Најверојатно тоа ќе биде најлесниот начин да се направи апликацијата и нема толку многу да захтева дизајн, така да ќе тераме со тој парт, само ќе треба да се повлечат некои API со ChatGPT и ќе треба пак да го купа, зашто ми истече субскрипцијата, така да. Сега следните 2-3 сати ќе оправиме тоа и после тоа имаме уште lot of work. Сега завршив за денеска со програмирање, со правење на апликацијата, дојдов до еден степен, еве овде вака скриншот од сликата до кај дојдов, на ништо не личи искрено дизајнот, ама овој на подобро, зашто полека од почеток одново е билд апликацијата. И го сменив името и све, најдов друг начин како ќе интегрира нешто поврзано со чатбот, така да тоа ќе биде тоа за денеска од програмирањето. Утре пак ќе направиме за да го довршиме UI-от да изгледа како што треба. И првиот туторијал од датабази и конектирање на датабазата ќе го направиме и тоа ќе го направиме све утре. Сега само што излезе влогмасот, новата епизода, треба да направа, нека помине премиерата и треба да направа некое клипче да имат со опус клипнато и да го објавиме од ова. И тоа ќе биде тоа со влогмасот. Ова не знам дали ќе го изедитира денес, ама ќе видиме, имат време. 9 сатот. Утре со 9 са бајле, така да имаме поќе време. Сега, откој ќе направи видеава за ова, за академијава, откој ќе ги направи видеава за влогмасов да објава нешто, ќе направиме, ќе ги почнеме да ги правиме тие, тој оферот, Christmas оферот за Visual Hustle Academy, а за Hustle clothing брендот ќе го правиме package оферот кога ќе се вратам викендов Кичево со еден од спонзорите, така да договорено е све, само треба да се довршат некои детали и тоа ќе биде тоа. Сега ода да го направа Christmas оферот и дизајнот и тие работи. Денес имате не многу, ама квалитетен контент. Вчерашниот влог беше 35 минути. Ова искрено не знам колку ќе трае, зашто толку многу ко вчера не зборив и негде изгубив 3-4 сати работев на апликацијава за да го дотера. Имат некои финеси што онака треба да се направат,
и дури ги направиш тие, дури го препишиш кодот, дури го напишиш кодот, оид многу време. Вака одеднаш гледа 8 сатот фатило, така да сега ојме на то, можда ќе ви пушта едно биролче кај што дизајнира. Искрено може еден скрин рекорд да мана кај што ќе го дизајнира пакетот, кај што ќе дизајнира све што е со ова. Треба во некој Christmas стайл да го направиме логото. Боите скоро исти ќе останат, можда нешто, не знам така, можда слайдли да ги смениме малце кон на црвено да мават као да ме Christmas vibe да видит. Ама ќе вида искрено, ќе видиме шо како, зашо заштитна боја лилјава со плава, со сијан поточно, така некоја комбинација. Не ми оид малце на црвено да го направа логото, ама ќе видиме шо како ќе изгледа. Ако не изгледа убаво ќе го вратиме на оригиналното, ако изгледа убаво ќе оставиме на црвено малце, бар малце некој така детал да мават на црвено, другото се по секако позадината ќе биде црвена со снег, со такви работи, пак ќе биде. Кога ќе се вратат дома викендов ќе треба да снимиме еден VSL, Video Sales Letter за Visual Hustle Academy и за обичниот и за овај Christmas offerов, така да тие две работи ќе треба да ги снимиме, шо имат, како имат и шо добиваат клиентите со тоа што ќе го купат. Луѓе, ја сега завршив со оферот, да се правив, дизајнирав едно друго и заборавив да пушта screen recording, така да сега само ќе ви покажа. Го креиравте, тука имате све. Ако сакате некој, ако сте заинтересирани за да научите некој скил и да почнете да правите пари на почетокот од 2026 година, слободно, не мора овој lifetime access да го добиете, да го земите, имате и други курсеви, playbooks, кои ќе ви помогнат да почнете да правите пари веднаш и така да се гледаме во наредниот влог утре. Ја денеска сакав да направи уште некоја сцена за филм и да изедитираш едно видео, ама стварно не може, ми паѓаат очите, така да се гледаме утре во нов влог и тоа е тоа.